Гостин во ова издание на Ноќното студио е поранешниот судија Валентин Зафировски. Добро дојдовте во Ноќното студио. Се добро ве најдов. Јавноста вас ве памети по една изјава во тоа време многу ретка, во 2008 година, кога укажавте на тоа дека извршната власт се меша во судската власт, односно во одлуките кои ги носи судската власт. Може ли да подсетите јавноста што точно рековте тогаш? Тогаш реков дека судот е под директен диктат на извршната власт и дека е тоа најлошиот облик на корупција. Дека митото колку и да е штетно, не е ништо спрема овој облик на корупција. Фактички тоа е после што го констатира Приве заробена држава, заробено судство. Зошто ја дадовте таа изјава? Зошто ја дадов таа изјава? Затоа што јас доста независно работев, не доста, сосема независно. И што ви се случи? Како ја почувствувате вие? Ореше. Да. Значи, го одзедува предметот Ореше, каде што се инсистираше да влечам истрагата, бидејќи беа притвор луѓето. Ја, у принцип, кога има притвор, немам предмет повеќе од месец дена водено истрага. Некако овие што од организиран криминал по 2 години што водат истраги. Значи, се инсистираше да лежат луѓето во притвор, а јас гледав дека доказите, без разлика, доказите беа и не беа. Нарочито тоа беше сомнително со сведокот, кој патем никој пат не стана заштитен сведок додека јас работев, него јас му дав својство на загрозен сведок согласно ЗКП и го одзедува предметот спротивно на законските одредби и на судскиот деловник, кој ретко кој од судиите го знае, и јас се побунив. Тој предмет е уништен уште со самото одземање, бидејќи по закон и по судски деловник морам записнички јас да го предадам, а они ми го украдоа. Значи буквално ја не знаев кога го зедоа. И тоа беше непосредниот повод да ја дадете таа изјава? Да. Не, видите, веќе тоа се таложеше од други работи. Имаше таму еден притисок за судија од Велеш. Некој ви се јави и побара досуди, изречи мерка притвор? Значи, не, за мерка притвор у тој предмет не ми се јавил никој. Кога имаш платено убиство, сепак нема човек што нема истражен судија што нема да даде притвор, бидејќи од тоа само имаш иницијатива за водење на постапка, не утврдуваш ти, немаш утврдено фактичка состојба дали се виновни или не, него само дали постојат услови за притвор. Услови за притвор при таков предмет секако постоеја за притвор. Меѓутоа, тоа не значи дека луѓето треба да се држат бесконечно. Како го почувствувавте притисокот, тоа прашувам? Притисокот оди прво преку обвинителството, преку колеги, преку партиски од власта партиски припадници, ви сугерираат нешто. Ти сугерираат. Јас пошто го завршив, мислам близко бев до завршување 10-тиот ден на истрагата по определениот притвор, меѓутоа тука се појави, се вршеше притисок, а јас тоа го искористив да го најдам патот на парите. Притисок за што? Да бидат во притвор подолго да се одуговлекува постапката. А тоа значи притвор. Значи никој нема да пушти некој за платено убиство обвинет додека трае истрагата. Значи никој нема таков судија и мислам не е ни во ред тоа да се направи. Меѓутоа не треба истрагата да трае 1 година, ако може да се заврши 1 месец. Во моментот кога јас ги добив од банката, од Стопанска банка, дека не можат да ми одговорат за патот на парите, а Унибанка ми одговорија наводно нарачателот на кого прател пари, истрагата беше завршена. Фактички јас требаше да го пратам предметот, го чекав од кривичниот совет за да се продолжи притворот, тоа на 30-тиот ден оди во кривичен совет и да го однесам во обвинителството, да го пратам во обвинителството и предметот не стаса до мене. Јас кога го побарав... Кои беа причините да се врши тој притисок? Видете се, цело време се сомневав јас таму, бидејќи кривичната пријава беше од ДБК. Надлежност ДБК да поднесува кривична пријава за таков вид на кривични дела нема. Значи, уште од тука беше сомнително што бара ДБК у тој предмет. Значи, ДБК ако дојде до некои информации кои можат да послужат за гонење на криминал, ги дава до надлежниот сектор во Министерството за внатрешни работи да си го обработи и да си поднесе докази. Овдека беше ДБК беше у подем митот на Мијалков се правеше тогаш, нели 2007-2008 година,
И ова беше едино нерешено убиство у Велешко. Јас мислам дека сакајќи да кажат колку се способни, заглавие до даска. Значи тоа беше мотивот. Митот на Што се случи после со вас кратко? Вие потоа заглавивте во предметот ликвидација. Значи јас мојата изјава ја дадов кога разбрав по 10 дена дека предметот фактички се наоѓа во судскиот сојет и дека они го одзеле незаконски. И го побарав написмено, се обратив на сите институции, значи и Врховен суд, и апелации, и полиција, и обвинителство, и на прес дадов изјава, реков дека ќе испаднам у медиуми ако не ми го вратат предметот. Значи, после не можам јас легално да им го дадам. Не ми го вратија до 10 саатот и ја од 10 испаднав на медиуми и кажав дека тоа што кажав, во 16 часот по факс дојде дека ми е поведена постапка за разрешување, многу беа експедитивни. И потоа вие се најдовте во предметот ликвидација. Значи, јас требаше да бидам притворен уште тогаш, имаше нарачки до обвинителот кој ми кажа, не знам дали некој пат јавно ќе испадне на Велешкото обвинителство, да ме притворат, а за кое е кривично дело, па ќе најдеме кривично дело. Значи, јас тие најави имав најави дека ќе ми вршат претрес. Меѓутоа, знаете, јас долго сум у оваа работа, па имаш и пријатели, па ми кажуваа пред време и јас стално испаѓав во телевизија или се јавував кај обвинителот да сочини службена белешка дека јас знам дека ќе ме притвараат и ме не бегам. На крај бевте сепак обвинет? Се опуштив кога... Дека сте го оддали името на заштитен сведок? Вака сега, јас и за тоа сум наводно разрешен, меѓутоа тука има колку се несериозни. Мене ме разрешија дека кога ја ги сум го одал името на заштитниот сведок во записник, таму 2 записника се прават, во записникот за генерали, за тоа ме разрешија. А ме судеа не заради записникот за генерали, него заради записникот со содржина, што не знам и јас за што сум разрешен. И во тој предмет и нашиот колега Кежаровски. Па Кежаровски беше, му се собра и него бајање, меѓутоа непосреден повод беше, му вршеа голем притисок на Кежаровски да каже дека јас сум му го дал записникот, а јас не го познав. Ја едино записникот со содржината го давав на одбраната, што ден денеска тврдаме легално, и така постапуваат у другите судови. Како стасал до Кежаровски, јас стварно не знам и не ме интересира. Јас не го познавав човек. Меѓутоа доволно човекот имал храброст на мислам да организиран криминал полицајците да им каже дека било баш вака, дај да му го закопаме на Валентин. Што ти е гајле тебе за Валентин, ти не интересираш. Кежаровски го одбил тоа. Кога јас воа го разбрав преку Џанго, поранешниот министер на полиција ме повика, да, непосредно 2 месеца пред да не притворат, тогаш се опуштив, викам, нема веќе за што да ме затвараат, треба да се пазат. Значи ја бев убеден дека сега тие од ДБК, сето ова што го конструираат, дека они треба да се пазат. Тешки кривични дела имаат направено. Ден денеска го тврдам тоа. Ако не застарат, додека се процесуираат со оваа власт. И со ова, не само со... И сега што случува со тој предмет, чекате одлука на Врховен суд? Значи вака сега, токму тука ни се и тие иницијативи нас за преиспитување на правосудни судски одлуки. Значи јас имам поднесено барање за воремно преиспитување пред 37 месеца. Тоа е воренен правен лек кој го решава Врховниот суд. Меѓутоа, оди преку Основниот суд се поднесува. Основниот суд мора да го комплетира предметот за 10-15 дена и да го прати до Врховен суд. И од пред 37 месеца до ден денеска не е пратен во Врховен суд. Значи, јас се обратив и до Врховен и до судиката, да не испадне реваншизам, ја чекав 22 години. Тоа не е противзаконски? Не, тоа е злоупотреба на службено. Значи, тоа е кривично дело и ја на крај се решив. Иеко јавно на медиуми упатував апели, немој колешке. Без разлика да не биде реваншизам од мене. На крај до обвинителството пред пола година поднесов кривична пријава, обвинителство кршејќи ги сите рокови, значи 3 месеца треба да или да ме повика или да донесе некое решение со кое ми се отфрла кривичната пријава. До ден денеска е 6 месеце и иако имав и ургенција, не ми одговара ништо. Господин Зафировски, вие сте дел од таа група која го иницира, кој сметате дека сте жртви на политички монтирани процеси и го иницирате ова што сега се работи во беше прифатено да се работи во Советот за реформи, а тоа е преиспитување на правосилни пресуди. Дали се и колку се политички и така натаму. Кој го слушавме министерот рече дека треба да се бара решение во рамките на постоечките законски решенија. Можно ли е тоа и како?
По кој критериум тоа ќе биде одредено? Бидејќи тука ќе се јават, претпоставувам, многу луѓе кои ќе речат и јас сум политичар. Значи, вака се, кај што ќе има, прво за критериумот да ви одговорам, тоа ќе биде кај што се употребени заштитни сведоци, овие ПИМ мерки со телефонски прислушкувања, меѓутоа не само како заштитни сведоци и ПИМ мерки, а веќе заштитните сведоци ниеден не е вистински, сите се тие инструирани, кај што ќе има прекршување на човековите права, презумпција на невиност. Кажаровски, например, 2 пати е носен од дома за да го снимаат. Оти првиот пат не бил доен снимателот од полиција. Сите сме снимани од дома со камери кога не изнесуваат. Значи, не можеш да се буниш. Ќе те тепаат. Што ќе правиш? Значи, сите сме снимани и сите уште можете да замислите, мене у 10 за 7 ме донесоа у судот Сабајле, у Скопје, а имаше камери скоро од сите телевизии. Значи, од каде они разбрале? Значи, презумпцијата на невиност ни е прекршена. И ни судењето не можам да ви објаснам. Значи, тоа го знаеме мал број колеги што се разбираме од кривичното. И како, во рамки на кои законски решенија? Значи, во рамките на законските решенија тоа би одело со повторување на постапка. Меѓутоа, со повторување на постапка треба да има нови докази, нови факти. Такво нешто нема. Бидејќи они, како тенкте минат, нема кривично дело. Значи, воопшто у описот на обвинението нема кривично. Они те огласуваат за обвинение, за виновен. И тоа оди до Врховен суд. Шо ново ти ќе изнесеш? Значи, нема шо ново да изнесеш. Сите докази си ги предложил. Значи, постоеле. Не ти ги прифанал... Какво решение барате од Советот за реформи? Со закон да биде тоа и со посебно тело кој ќе го утврдува. Ако добро разбрав, таа опција е отфрлена од министерот, да не биде со закон. Они се повикуваат на Прибе. Па сега не знам зошто Прибе, зошто ја не. Па ја тоа што кажа Прибе 2015, ја го кажа 2008. Значи, буквално 2008, ја он што кажа окупирана држава, заробена, ја 2008 го кажа. Значи, сакам да кажам дека не знаат. Значи, не знаат. Не учествувале во тие предмети со организиран криминал. Не го доживеале тоа. Значи, јас зборувам како бранител кај што сум учествувал. Значи, како се кршат човековите права. Немаш Ако не сака судијата да ти запише тебе нешто у записник, што може бранителот, што може? Под предпоставка дека остануваме на таа политичка одлука соопштена од министерот, дека нема да има промена на законите. Во ред. Постојат ли постоечки законски решенија кои можат значи, постоечки овозможат основа правна за да се преиспитаат некои случаи и да се воспостават критериуми по кои ќе се знае кои се тие предмети кои се преиспитуваат. Постојат можности, меѓутоа има нешто друго. За постарите предмети што се решени правосилно до 2015 Врховен суд не се се произнел и Врховен суд, значи се сите воредни правни лекои употребени. Значи употребени се. Оти тоа не викаме дека само основниот суд го правил криминалот, него и апелацијниот и Врховен. Ако основниот работел криминално да се потврди од апелација и Врховен сето тоа го потврди, значи сите се успрега. Значи се употребени. За мене, например, конкретно за ликвидација за Кежаровски, вас што ви интересира највеќе, како фела, постои бидејќи не е решено у Врховен суд. За другите не интересираат сите предмети во кои се повредени човековите права. Тука немаме дилема. Прашањето е, уште еднаш, дали е можно да се најде решение за преиспитување и да се воспостават прецизни критериуми според кои ќе се избере кои предмети ќе бидат преиспитани? Можно е. Тоа у ЗКП не постои формална оценка на доказите. Значи, тоа е оставено на судијата кој одлучува за повторување на постапката. Можно е да се формира комисија токму од овој совет, кој од релевантни професионалци, стручници, авторитет, за тоа се нели у советот за реформи, кои ќе ги преиспитуваат тие и кои ќе утврдат каде има доволен степен на веројатност. Ќе ги преиспитуваат сите предмети кои ќе бидат пријавени дека некој се сомнева во нив. Ама гледате сега, некои уште веднага ќе се отфрлат. Значи ти прво, дали си медиумски покриен, дали ти е презумпција на невиност, од тука ти тргнеш. Некои критериуми, дали имаш ПИМ мерки, немаш ПИМ мерки. И они треба да проценат од сето тоа дали постои доволно веројатност дека се прекршени човековите права и тоа
Тоа е да послужи како доказ, како релевантен доказ кој судот би го прифаќал за повторување на постапката. Повторно судот ќе одлучува. Ние дури сакаме тоа да биде и дел од обвинителството. Не е проблем во обвинителството едно тело да се формира која ќе одлучува за овие наши постапки. Меѓутоа, знаете како е? Поминало воредно преиспитување на обвинителството, го гледало предметот и не нашло маана. Значи, и обвинителството, не е само судството успрега со криминалот, и обвинителството е. Значи, сега како тоа обвинителство со истите обвинители или судот со истите судии би решило поинаку. Мене не ми... За крај, господин Зафировски, кратко, има ли промени во судскиот систем? Да, има. Од верни слуги на груевизмот, сега се преструктурираат во слуги на новиот систем. Не знам дали тоа новата власт ќе го прифане. Не знам дали ќе го прифане. Тоа е политичка волја. Секој ден го сеќаме да е тоа. Значи, јас сум секој ден у суд. Господин Зафировски, ви благодарам што сте гостин во ова издание на Ноќното студио.